председателе. По однос на предложениот дневен ред, сметам дека предложената точка број 6, а тоа е законот за дополнување на законот за јавно обвинителство, треба да добие поголема важност, односно да биде ставена повисоко на дневен ред, затоа што да биде како точка 2, значи точката 6 како точка 2, затоа што сите заедно на Комисијата за политички систем констатиравме дека носењето на извештаите кои што се однесуваат на јавните обвинителства, на Советот на јавни обвинители, се носат со огромно задоцнување и конечно кога стигнуваат пред нас да ги разгледуваме, ние разгледуваме состојби кои што се веќе одамна изминати, поминати, за кои што веќе не може и суштински да се разговара, односно нешто да се промени. Токму затоа и можам да кажам слободно дека и предлогот потекна од работата на Комисијата за политички систем, каде што нашите пратеници предложија да се утврди законски рок во законот во кој што ќе треба да се доставуваат извештаите, а тоа да не биде со задоцнување. Инаку, за информација за јавноста и во самиот извештај за работата на јавните обвинителства констатиравме многу проблеми кои што се однесуваа на делот на финансирањето на јавните обвинителства, во делот на кадровските проблеми кои што ги имаат, во делот на опременоста со одветна на исто така на просториите на јавните обвинителства. Токму затоа, ако веќе констатиравме сите заедно дека треба да се направи промена во овој закон, а ние како исто така на самата комисија ја утврдивме таа потреба, сметам дека и оваа точка да биде ставена повисоко на како точка на дневен ред. Зошто го зборувам ова? Затоа што веќе станува навистина смешно да како пратеници да добиваме извештаи со толку големо задоцнување. Во 2022 година разгледуваме извештаи од 2020 година, од 2019 година, дури можам да кажам дека станува веќе и безпредметно и токму затоа сметам дека оваа точка треба да оди погоре на дневниот ред, односно да завршам од точката број 6 да биде ставена како точка број 2 на дневниот ред за денешната седница. Ви благодарам. Пропозиваме депутатите. Предлогот на